По четврти пат годинава радовишани ќе бидат домакини на манифестацијата Самунем татлија. Традиционалниот собор, но и специфичната татлија со домашно кравје младо сирење се очекува да привлечат голем број посетители, како од земјава, така и од соседните држави. Радовишанки денес се пофалија дека македонските домакинки знаат да прават татлија, но сепак радовишката е специфична. Само ваква татлија со пресно сирење само во Радовиш се прави. Во другите градови не. Има други рецепти, ама тие не се како радовишката. Па рецептата е од нашите баби и прабаби, да кажеме, значи се работи по стар традиционален рецепт со пресно сирење. Понатаму не кажуваме, нели, останува да го зачуваме како тајна. Мислиме дека ќе одговориме на задачата да го обслужиме гостите што ќе не посетат. Манифестацијата се одржува на плоштадот Свети Спасо Радовишки, со проширен дел од шеталиштата на улиците Свети Спасо Радовишки, како и улиците Илинданска и 15 корпус, каде што на утврдени локации за излагачите се поставени монтажни штандови. Градоначалникот Саша Николовски и Советот на општина Радовиш се и годинава генерални покровители на манифестацијата и ја даваат својата огромна поддршка. Еве она што беше наша обврска како општина да подготвиме примамлива понуда во делот на програмата во склопот на 3 дена на самата манифестација, во делот на организацијата да ги пречекаме многобројните гости кои што се веќе најавени и надвор од градот Радовиш, но секако еве од минатата година оваа манифестација добива меѓународен карактер, се почести се гостите кои што доаѓаат и надвор од Република Македонија и мислам дека еве и овогодишната манифестација ќе помине во најдобар можен ред. Локалното население смета дека манифестацијата има вистинската приказна во себе за овој крај, за вкусната храна и кои се само дел од дополнувањата на останатите убави нешта за Радовиш.